Јас велам да оставиме сега на правни тимови, кои што под раководство на овие посебни групи ќе ги работат за следните чекори. Ние денеска изразивме политичка волја. Со моето гостување на самата група, јас ја потврдив мојата лична волја и волјата како премиер. Верувам дека низ следните чекори кои што следуваат, ќе ги дознаеме сите стручни аспекти на механизмите како помирувањето да почнеме да го ствараме во државата преку настаните од 27 април, а истовремено како да се постават и другите аспекти на целите на интерпарламентарната група кои што се воочени. Така да она што досега можеме да го кажеме е волја постои, желба постои, но секако знаеме дека црвени линии не смеат да се поминат, што е многу важно, да не ни падне на памет да влијаеме во правосудниот систем. Затоа што знаете дека реформите во правосудството и независноста на правосудството се императив, многу важни и заради интеграцијските процеси према НАТО и Европската унија. Еве јас и малку дадов насоки. Треба да се разграничи што е тоа насилство и физичко насилство, организација и осмислување. И што е тоа некој да учествува во толпата, да биде заведен, да биде понесен или слично. Сите може да се согласиме дека терористичко загрозување на уставниот поредок не е нешто кое што треба да ги опфати сите, така? И не навлегувам подетално, само го кажувам како пример дека имаме потреба да направиме јасни дистинкции и разграничување. Секако, пораката на помирување, на подавање на рака и слично мора да постои, но и пораката на неповторување на вакви работи исто така мора да постои. Оти ние да се помириме во моментот и да тоа се пушти дајдоле до последната клетка семејството, граѓаните на локално ниво. Ако повторно се повторат вакви настани, ништо не сме направили. Така да верувам правните експерти кои што ќе бидат буквално и ангажирани од работното тело, односно од интерпарламентарната група, ќе најдат мудри начини и низ постапките по пат на транспарентен начин ќе се донесат законските решенија.